Дали знаете дека без Македонија светот би бил сума на големи осамености? Да се зборува за Македонија значи да се зборува за страста на животот, за силни емоции кои ги исполнувале долгите векови со бурна историја. Затоа оваа земја во своето постоење го памети крале Марко. Несекојдневен средновековен владетел, истовремено силно обожуван и длабоко проколнуван од својот народ. И не само како забележан факт од научник-истражувач, туку како живо сеќавање, како нешто што нема крај. Исто онака како што многу тешко може да се зборува за неговиот почеток. Речи си да нема место од незината површина каде не постои некаква асоциација, некаков белег кој потсетува на неговото владење. Дури и онаму каде што никогаш не поминал, не оставил реална трага. Но македонскиот народ, во својата фасцинираност од неговата личност, го пронаоѓал неговото стапало втиснато во висока карпа. Оттисоци од неговите дланки, оружје, конј, претворајќи ја земјава во една ризница од топоними поврзани со неговото име. Дали знаете дека мајските оперски вечери, фестивал на класичната музика во Скопје, традиционално се одржуваат во деновите од месец мај и ги собира на едно место сите љубители на операта. Отворањето на првите мајски оперски вечери на 9 мај 1972 година било проследено со изведба на операта Цар Самуил на композиторот Кирил Македонски, од страна на оркестарот и оперскиот ансамбл на Македонскиот народен театар. Низ годините мајските оперски вечери станале меѓународен оперски фестивал. До сега во склоп на фестивалот се одржале над 280 приредби со над 1200 учесници од повеќе од 20 земји.